и има многу користи од тоа. Дури има истражувања кои што кажуваат дека инфламацијата во телото се намалува кога одиш бос, ако имаш болка, болката се намалува кога одиш бос, ако имаш негативна енергија се намалува. Значи има многу здравствени бенефити, а исто така и ти ги јачаш своите стопала. Ги јачаш за наредната генерација да има појаки стопала. Нашата генерација сега, наредната генерација ќе има уште послаб имунитет и стопала од сегашната. Затоа што неа че личиме. Па така, значи, според ова логика, ние сами ќе се уништиме. Па ние не задуваме, доколку ние сите одиме боси, наредната генерација од самиот старт ќе има јаки нози. Од самиот старт. Затоа што телото така се јача преку изложување. Секоја генерација е појака од претходната. Нашата наредна генерација ќе биде појака од оваа од технологија. Нема да биде појака у физички издржливост, у имунитет, у век на живење и така натаму. Има логика заради тоа што паметам, на пример, дедо ми беше многу јак човек и од тоа време и биле сите посилни него ние, на пример, денеска. Ете ти пример, да. На претходните генерации подолго живееле. Во Гевгелија се пронајдени коски на луѓе кои живееле пред, ако не се лажам, 100 години, 3,5 метра луѓе. Значи коските се 3,5 метра. Абе види, луѓето порано и живееле подолго. Например,